Добро вечер, Ламбе. Како се чувствуваш вечерва? Одлично, супер, фала. По долги години живот во Америка, одлучи да се вратиш во Македонија. Ретко кој би го направил овој чекор. Дали од денешен аспект, враќањето назад е исплатливо и вреди? Па дали исплатливо финансиски или економски или исполнува душата? Па може да ни кажеш и од професионален аспект и во душата како се чувствуваш? Па мислам дека е голем чекор, но последно гледам дека и многу пријатели, познаници кои живееле долго време таму се враќаат. Сето тоа е индивидуално, значи не можам да кажам дека е генерално добро или лошо, но нашата желба беше да живееме во Македонија и одлучивме да се вратиме тука. Самото твое враќање направи фама тука. Дали конечно се слегнаа сите реакции на свое место? Па што знам, може би да се каже дека се е под контрола. Работиме нешто ново, имаме редовни свирки и настапи со бендот. Се надевам дека до година планирам и верувам дека ќе се оствари таа моја желба да го одбележам тој период со едни поголеми концерти кои ќе одбележат мојата 20 годишна кариера. Твојата кариера започна во 2000 година. Дали според тебе денешните колеги во естрада се водат во вистински правец? Дали според тебе Македонија има вистински естрадни уметници денеска? Мислам дека сцената е на едно македонската естрада, односно поп сцена е на едно завидно, односно за жал ниско ниво, за која мислам лично дека сме самите криви и како медиуми, како колеги, како музичари кои може би дозволивме, односно не погазија комшиите со таа хиперпродукција, со тоа навлегување на телевизии, на YouTube, на сите тие можни начини на рекламирање и односно тие работат непрестајно, односно имаат голема продукција, имаат нови песни, видеа и така натаму. Треба да се инвестира едноставно во сите нови можни начини да македонската музика стигне многу поблиску до младината и до тоа што е наша публика, да кажам, ајде моите веќе може би порасна и се повозрасни, но без разлика на тоа треба да се творат нови песни и да се продуцира. Дали ти лично твојата кариера би ја продолжил и проширил, например, во Србија? Па зошто да не? Не ми е тоа целта во животот, искрено, но доколку има некоја можност, јас сум настапувал на времето, имаше многу убави фестивали низ Белград, Будва, Херцег Нови, сме ги поминале тие сите како едно искуство. Навистина, досега само неколку успеале, односно од понови кои излегли имиња, бил Тоше Проески, кој успеал до Хрватска, може би пошироко да стигне, но еве Каролина гледам, Калиопи нормално, Елена Ристеска, сме забележани таму, но треба да се инвестира и да се работи на тој пазар, бидејќи таму, како што кажа пред малку, се инвестира многу и се продуцира непрестајно во музика. А кој од нашите артисти, понови артисти, би ги издвоил као успешни во својата работа? Па понови. Долго време бев и отсутен кога што гледам и следам по интернет. Еве Антонија Гиговска, што знам, Два Бона, кој понови, Мартинија, кој би го спомнал друг, мојата драга колешка, како и беше се уметничко име или вистинско име? Мартинија. Да, има, значи, еве Лара Иванова, има многу кои дават еден надеж, односно кои се талентирани, има дарба од Бога која треба да ја претворат во музика, албуми, настапи, концерти. Тоа е еден тежок процес на работа кој може би некогаш не се исплаќа, но ако е
желбата и љубовта голема, можно е да да има успех.